Кога би ги запрашале струмичани дали некогаш чуле за Терхова и каде се наоѓа ова место, сигурно сите би ги кренале рамениците во знак на немање позитивен одговор. Веројатно, иста би била реакцијата и на граѓаните на Терхова, кога би им ја споменале Струмица. Но чудни се патиштата господови. Тие знаат непознатото да го направат познато, далечините успешно да бидат премостени, а луѓето кои до вчера не се познавале преку ноќ да станат пријатели. Особено ако се сродни души и ако имаат заеднички допирни точки во поглед на своите духовни вредности. Се наоѓаме, почитувани гледачи, на крајниот север од Словачка. Овде, на 560 метри надморска височина, обкружено со многу планини, се наоѓа местото Терхова, кој има само 4000 жители, а е формирано во далечниот 16 век или поточно во 1580 година. Повод за нашата посета на Терхова е учеството на хорот при католичката катедрала Успение на Пресвета Богородица од Струмица на традиционалните 27 поред Кирило-Методиевски денови, што секоја година се одржуваат овде во Терхова. Терхова е туристичка населба сместена во најпосетениот зимски центар во Словачка, Вратна долина, на планината Мала Фатра, и се наоѓа на околу 25 километри источно од градот Жилина. Низ средината на населеното место протекува реката Варинка. Климата во Терхова е умерено континентална. Летата се топли, а зимите студени и снежни. Граѓаните на Терхова се особено горди на своето село, на неговата историја, култура и туризам, а се разбира и на убавината, како и на црквата Свети Кирил и Методи. За одбележување е и терховската музика, која од пред 3 години е запишана во пописот на УНЕСКО на нематеријалната светска баштина во Европа. Otvoře mi svoje humno, veľká je zima. Už ma nikto nezahreje, len tva perina. Ja ťa veľmi milujem, teraz ti to sľubujem. Len mi otvor, moja milá, lebo zahyniem. Но се чини Терхова е најпозната по тоа што во неа е роден Јурај Јаношик, словачки одметник и национална легенда од 18 век, кој словаците и терховчаните го нарекуваат словачкиот Робин Худ. Во негова чест во Терхова секоја година се одржува културната манифестација Денови на Јаношик. Иако Терхова има само 4000 жители, во самото место и во неговата околина има дури 53 хотели. Погодувате, нели, станува збор за туристичко место. Тоа е вистинска мека за туристите не само од Словачка, туку и од цела Европа. Особено е значајно ова место за љубителите на зимскиот туризам, иако и во текот на цела година голем број туристи ја посетуваат Терхова и целиот регион на Жилина. Велам 53 хотели
исполнети до последното место во зимската сезона, бидејќи околината на Терхова е полна со планински врвови, високи планини, длабоки клисури, со многу убави планински патеки, ски патеки, со жичари и ски лифтови. Едноставно, прекрасно е да се биде овде во Терхова. Следниот ден по пристигнувањето, градоначалникот на Терхова Јозеф Давидик ги прими гостите од Струмичката католичка катедрала Успение на Пресвета Богородица, парохот Ѓорги Трајков, сестрите Тереза и Луиза и членовите на катедралниот хор, а на приемот присуствуваше и неговата светост, апостолскиот екзархископски бискуп Киро Стојанов. Во текот на целиот престој во Словачка, па и на приемот кај градоначалникот, гостите ги придружуваше Стојан Лековски, македонец кој живее и работи во Братислава, а е дел од организацијата на деновите на Свети Кирил и Методи во Терхова. Приемот помина во ретко пријатна и срдечна атмосфера, со пригодни обраќања на градоначалникот и македонскиот владика, со здравица, подароци и чудесно позитивна енергија. Веднаш по приемот кај градоначалникот Давидик, гостите од Струмица во негово присуство го посетија и музеот во Терхова. Беше тоа уште едно убаво доживување, вредно за одбележување од нашата камера. Mile
Истиот ден, вниманието го сврте случувањето во Терховската катедрала. Ова позади мене, почитувани гледачи, е катедралата во Терхова, која го носи името на светите солунски браќа Кирил и Методи. Верувале или не, во Словачка постојат дури 83 вакви црковни храмови кои го носат името на заштитниците на Европа, се словенските просветители Кирил и Методи. Но ова црква во Терхова, изградена во периодот од 1942 до 1949, е прв таков црковен храм кој го добил името на свети Кирил и Методи и е најголема од сите тие 83 храма. Катедралната црква Свети Кирил и Методи е изворедно архитектонско здание, кое плени и со својот екстериерен изглед, но и со својата внатрешност. Во неа доминираат ликовите на сесловенските просветители, но и мотиви од нивната света моравска мисија на овие простори. Вниманието на секој посетител на катедралата го привлекува и терховскиот Витлеем, кој го одушевува со својата оригинална замисла, изработка и функција. Тој ден во чест на солунските браќа Кирил и Методи, во истоимената катедрала се одржа светата божествена литургија, посветена на свети Јован Златоуст по источен обред, која ја служеше неговата светост апостолскиот екзарс и бискуп Скопски Киро Стојанов во сослужителство на свештениците Зоран Стојанов и Ѓорги Трајков, а настапи и катедралниот хор од Струмица. Што можам да ви пренесам поздрави од таму каде што се гробовите на Свети Климен и Свети Навин. Во времето кога во дипломатскиот план беше и апостолското патување на Светиот Отец Папа Иван Павле II во поранешна Југославија, што за жал не се оствари, слушнат од сведоци дека Светиот Отец Папа барал во програмата да биде вклучен и Охрид, токму заради делата на светите браќа. Од каде Светиот Отец Папа сака да опати слово, токму од местото на кое се стрекјава културите на исток и запад, лука на словенската писменост. Кој излегува од Отца и Сина. Дури и вашиот новинар го имаше задоволството со читање пригодна молитва да биде дел од литургијата. И во една света, католичка и апостолска црква исповедувам едно крштевање за опростување на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и живот во идниот век. Амин. Милост мира, Дојде и денот Д, 5 јули. Во Словачка е празник и неработен ден. Тоа е денот кога во цела земја се слават заштитниците на Европа, сесловенските просветители Кирил и Методи.
Колку се значајни солунските браќа за словаците, може да се види и на знамето и грбот на Словачка, на кој покрај тробојката доминира крстот како доказ за христијанските вредности, што светите Кирил и Методи ги востановиле на просторот на тогашна Моравија. Доказ за нивното чествување се и Кирило-методиевските денови во Терхова, кои безмалку 3 децении се одржуваат во оваа мало населено место, но големо по вера и душа. Со традиционална музика и во празнично расположение, голем број граѓани од дворот на Терховската катедрала се упатуваат на долг пат кон планинскиот рит на Терхова. Топлото време и напорните угорници не се пречка да се помине делницата, која со своите бројни бетонски крстови, поставени од двете страни на патеката, го символизираат крстниот пат на Исус Христос. А таму горе, на местото каде што два бетонски столба го образуваат символот на христијанството во Словачка, се случи света божествена литургија под отворено небо, овој пат по западен обред. Všetkých vás aj ja srdečne pozdravujem a vítam na tomto kopci, na tejto hore, na tomto vrchu. A my vieme, že vo Svetom písme vrch vždy znamenal aj Božiu prítomnosť. Našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slova múdrosti. Чесни сестри, почитувани представници на локалната, регионалната власт, просветно-културни дејци, браќа и сестри во Христа. Благодарам на вашите браќа свештеници, кои што ми овозможија денес да бидам заедно овде на оваа прослава со вас. Благодарам на својот брат во бископската служба, неговата екселенција Монсеньор Томаш Галик, кој што ми даде благослов да се најдам заедно со вас. Да Пребогатите содржини од празничната програма, која беше дел од литургијата во чест на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, беше збогатена и со Оче наш, во изведба на членовите на хорот при католичката катедрала Успение на Пресвета Богородица од Струмица. Хлеб наш насушни, даш нам днес. Истиот ден, катедралата во Терхова беше исполнета до последното место, та дури, иако пространа, сепак беше претесна да ги прими сите оние кои пројавија интерес за големиот настан од деновите на Кирил и Методи. Станува збор за гала концертот на кој настапи католичкиот катедрален хор од Струмица.
убавиот колаш од стари македонски народни рефрени и црковни песни и одличната изведба на користите предизвикаа воодушевување кај публиката. Беше тоа вистински духовен празник во празникот. Što
Епилогот од настапот на струмичкиот катедрален хор не се опишува со зборови. Снимката од громогласниот аплауз на публиката кажува се. Веднаш по настапот на струмичани, впечатокот го надополни камерниот оркестар и хорот од Жилина со неколкумина изворедни солисти. Трите денови во Терхова, исполнети со многу доживувања и задоволства, поминаа бргу. Време е за заминување. Но вистински предизвик е попат да се посети и престолнината на земјата, која пред само неколку денови од нашето пристигнување стана земја председавач на Европската Унија. Братислава е прекрасен град, распослан на двата брега на реката Дунав. Благодарение на неговата убавина, главниот град на Словачка привлекува голем број туристи од земјата и странство, а најбројни се оние од Чешка, Германија, Велика Британија, Италија, Полска и Австрија, иако ги има и од други земји од целиот свет. Посебно интересен и привлечен е стариот дел на Братислава, кој изобилува со убава стара архитектура, преку која се осознава за различните влијанија со кои се соочувал градот низ својата пребогата историја. Од многуте зданија со културно-историско значење вреди да се издвојат Братиславскиот и Девинскиот замок, Михаилската порта, Словачкиот национален театар, Словачката национална галерија, Словачкиот национален музеј, зградата на Словачката филхармонија, бројни палати, згради и странски културни институции, палатата на словачкиот председател и владата на Словачка, зградите во кои престојувале или имале своји настапи Волфганг Амадеус Моцарт, Франц Лист, Јозеф Хајден и Лудвиг ван Бетовен, како и неколку убави цркви и катедрали. Ja vinograde, penam, ja vinečko rada.
Да се биде во Братислава, а да не се посети катедралата Свети Мартин, би било навистина голем пропуст. Ние таков пропуст не направивме. Катедралата Свети Мартин се наоѓа на западната страна од историскиот центар на Братислава. Изградена е во готски стил во периодот од 13 до 15 век, а денес е седиште на Братиславската бискупија и е еден од најважните црковни храмови во Словачка. Во Свети Мартин биле кроницани дури 11 кралеви, меѓу кои и Максимилијан, Леополд и Јозеф, како и познатата австро-унгарска кралица Марија Терезија. На пријатно изненадување на присутните во храмот Свети Мартин, катедралниот хор од Струмица убавата внатрешност на катедралата ја исполни накусо со убави звуци. А потоа време е за продолжување на патот кон Македонија, на долгиот пат кон родната Струмица. Беше повеќе од убаво да се биде сведок на споделувањето на импресиите на најголемиот дел од оние кои беа струмички и македонски гости на деновите на Свети Кирил и Методи во Терхова. Многу сме среќни и задоволни што имавме таа можност да бидеме поканети и да учествуваме во таа свеченост, во таа прослава на браќата Свети Кирил и Методи. Со тоа се одеме многу задоволна, многу среќни за да ги пренесеме тие наши импресии на нашиот народ во Македонија и во црквата. Посебно задоволство ми е што ние од Македонија, баш од тие краи, што од Солун, каде сме ние како сестри евхаристинки основани, можевме да прославиме таа голема прослава на светите браќа Кирил и Методи и да го пренесеме тоа на нашите. За мене уште едно прекрасно доживување во мојата кариера, уште едно збогатена со уште едно позитивно доживување во Словачка со нашиот настап, ја отворивме широко портите на Македонија во Словачка. Уште едно прекрасно искуство за сите нас. Јас морам да нагласам дека сум воодушевена од народот кој што не пречека таму, затоа што е многу сличен со нас, еден питом народ, толку прекрасен, гостолюбив и посебно бев изненадена од нивната гостопримливост. Исто јас сум многу воодушевен и прекрасно се помиравме целиот катедрален хор во придружба на сестрите Тереза и Луиза и немам зборови, се беше нај. Еве јас како моите колеги и колешки, значи со најови зборови, еве ќе кажем дека прекрасно си поминавме, представивме нашата Македонија со нашите изворни и световни песни по повод празникот за браќите Кирил и Методи и едно големо убаво доживување искуство за нас. Значи, се најубаво можам да кажам за домаќините. Тргнавме по еден поход за само добар аплоз, а сепак струмичани се покажаа дека се тргнати да збират само награди и ништо друго. Се први. Со оглед на тоа дека бевме представници од Македонија и дека пеевме изворни македонски песни, бевме на некој начин амбасадори на македонската музика во Словачка. Имавме чест и гордост да настапуваме пред Словачката филхармонија, тие го изведува реквиемот од Моцарт и ни беше стварно особена чест и задоволство да ја представиме Македонија со наша музика, со хорски аранжмани напишани од Шуплевски. И хорот беше супер, испеавме одлично, задоволни сме од настапот. Организацијата исто беше на високо ниво и сме горди што бевме дел од тие денови на Кирил и Методи во Теркова, Словачка. Поминавме прекрасни денови во Словачка, во Терхова, поготово бевме примени на многу високо ниво, имавме прием кај градоначалникот, воодушевени се од нашиот настап и на гала концертот
што настапувавме пред филхармонијата и на самата света литургија која ја водеше нашиот дедовладика Киро Стојанов во придружба на Зоран Стојанов и отец Ѓорги Трајков од Струмичката епархија. Тие се одушевија од литургијата бидејќи се пееше од Јован Златоусни источниот обрат. И за нив беше тоа чудесно доживување. Се најубаво може да кажем, поминавме фантастично. Исто како моите пријатели и слично, презадоволен од гостопримството таму од Словачка, задоволен од нашиот настап и така, супер, значи, уште сме под импресија. Имам прекрасни импресии од Терхова, прекрасен настап, прекрасно представување на катедралниот хор, успеена представа Богородица од Струмица и еве користам прилика, огромно благодарам и огромна благодарност до организаторите Стојан и Евица Лековски, прекрасни домакини, не пречекаа како вистински домакини. Ево јас како парох на нашата Струмичка катедрала Успена представа Богородица, на посебен начин сум радосен што можев да го доживиам овој настап таму со литургијата и со гала концертот. И ја представивме католичката црква, иако е бројчено многу мала во Македонија, со едно добро светло. Сите беа зачудени од толку една мала црква, толку еден убав хор кој пееше литургијата, а посебно пак на гала концертот беше тоа триумф на нашата црква, бидејќи луѓето беа бескрајно задоволни, тоа се можеше да се заклучи од аплаузот кој го дадо. Убавите спомени остануваат вечни. Сега веќе со сигурност знаеме дека и Терхова разбра за Струмица, но и Струмица за Терхова. Меѓу другото и преку оваа репортажа. Довидување до некое наредно патување.